Лјупчо Димитковски гања наш соговорник пред утрешната надпревар со Брегалница во Штип. Белат гања дека е многу тешка такмица надпревар. Што мислите? Па, како и секој надпревар во ова втора македонска фудбалска лига, која што нели видовте дека нема лесен надпревар, ние без некои посебен притисок, без некои посебни специјални подготовки за тој надпревар, исто како и секој останати надпревар, ние се припремаме во мир. Психички не оптеретен? Не. Значи далеку од тоа дека самата игра наша, самиот мир и на тренинзите и цело оној мир кој што значи и 5 бода предност пред Брегалница, не носи во едни мирни води, не носи во еден надпревар кој што според мене ќе пресуди квалитетот, а не нели тие чаршички муабети како еуфорични, дека сега они со некоја математика ако победеле сега, па не знам кај да сме изгубиле ние, не. Значи сето е тоа во домен на шпекулација. Нас како екипа мир ни дава тие 5 бодови предност и играта која што нели од надпревар ни оди во нагорна линија, играта која што веќе личи на фудбал, на тренирана екипа, да не речам прволигашка екипа. Значи тоа не се само мои зборови, тоа се зборови на многу мои колеги тренери, тоа се зборови на многу луѓе кои што не пратат, не само кавадарци, ги пратат резултатите и од останатите градови низ Македонија. И така да ние во мир се спремаме, ништо посебно, ништо спектакуларно. Пак ќе речем, квалитетот е на наша страна, играчкиот кадар кој што го поседуваме ние и тие е далеку на наша страна квалитетот и сепак мислам дека тој квалитет ќе дојде до израз на утрешниот надпревар и ако ние во досегашниот тек на првенството изгубивме еден надпревар и во кој што и на тој не бевме надиграни, зошто би изгубиле утре но еден надпревар кај што пред се домаќините прават еуфорија дека мора да се добие, дека тие 3 бода ќе се приклучат во последните 3 кола нели за тоа второ место кое што носи бараш и разигравање за првата македонска фудбалска лига. Прогнозиран твој резултат? Па не би прогнозирал, јас само можам да ви кажам дека ние на утрешниот надпревар нема да изгубиме, а дали ќе победиме, тоа е најдобро да ги питате фудбалерите, а јас ви гарантирам дека Тиквеш во Штип нема да изгуби. Џоко Мојсов беше најдобар играч минатото коло. Џоко, честитам за тој епитет. Благодарам на честитки. Добро, тоа е сето дел и од самите колеги. Кој не се они, нормално. Убав гол даде некој овие денови кога го лафат Меси, те лафат и тебе. Вика убав беше голот на Џоко. Кажи ми, Џорџи Мојсов, дали можеш да даваш вакви голови до крајот на првенството? Па добро, сега тоа е еден вид и среќа. Ние сите шутираме за да дадеме гол, но па ќе кажам, тоа е среќа, но сепак и работиме доста на тренинг на таа завршница и на тие сами удари од далече. Вие не пратите и знаете дека тоа е така. Еден удар може да го реши цел надпревар. Па еден удар може, да. Може ли во Штип нешто да се направи така? Видите, ние на секоја утакмица одиме на победа. Значи, на сите ни е јасно како на играчите, така и на управата у клубот, дека со таа утакмица можеби веќе го осигуруваме тоа второ место. Нема да биде лесно. Брегалница е солидна екипа, која што исто така доста вложува самиот град во самиот фудбалски тим Брегалница. Но мислам дека сме поквалитетен тим и мислам дека ќе си дојдеме со позитивен резултат од утрешниот надпревар.